Здраво, живо и добро утро, добро вечер, добар ден. Како сте? Дали сте на континентов? Дали може да не конзумирате на некоја убава плажа, кај што има топла атмосфера, кај што е бел песокот, имате тиркизна боја на она што го викаме бранчиња пред вас, или сте кај некого на гости, или сте по дома, или сте во некое добро друштво, може да сте сам. Ако сте сам, ќе ви кажам како со финта на огледало да бидете во друштво, ама тоа во некој нареден проект. Кој сме кај проекти? Денеска ќе експертираме на тема како да станеш вистински пеглач, вистинска пеглачка. Како да пеглаш во животов и да бидеш успешен и кои се елементите, кои се алтернативни како да станеш пеглач. Ајде сега вака. Сите имаме искуство, сте го гледале. И Чарли Чаплин, и некои комедии кои датираат и влегуваат во антолошки комедии. На секоја комедија, чим се спомне пеглање, имате варијанта на типот погрешно дигната слушалка. Тоа најчесто е болно за тој што глуми фраер, лудило, не знам, тој што се шизичи таму и што го снимаат, а е многу интересно за оние кои го гледаат. Тоа сте вие. Правите се дека ви е интересно, сепак сме на почеток на ова циклусов, нели? Не можам више да зборам, сериозно, досадно ми е едно те исто, плюс тоа не ми правиш интересен муавет. Чао. Па дечки и девојки, и да реков кој како што, ќе се занимаваме со како да станете добар пеглач или пеглачка. Навидум, едноставно звучи пеглање, одма асоцира на пеглање, асоцира на пеглање и на пеглање. И сите 4 асоциации се секој е различно пеглање и секој е во некој друг фолдер, димензија или на друга страна од животов, нели, дискутираме за да ги унапредиме вредностите кои ги носи едноставното живење. Ќе пристапам прво кон атмосферскиот филинг или чувство. За тие што учеле руски беше во преводов, директно го правам ја, нека не ви се меша војсоверот, пошто исти глас да не ја збуниме работева, плюс тоа имаме и турчин, ама го чуваме во просторот за гости, бидејќи серија без турчин не ја бива. Поздрав до амбасадата која се наоѓа во исто мало. Под поемот пеглање подразбираме атмосфера. Атмосфера дома секако е најкомплетно и нај-окей. Не мора да ви представувам дека ви треба еден простор каде што ќе ги чувате работите кои ги пеглате и ви треба фантастична енергија, таа е компримирана, тоа е на база на фреквенции, 10 херци во однос на расположение. Што е тоа 10 херци расположение? Например, одите од Сабајле, полагате испит, не знам, правите екстерно, вакво, такво, не знам што, и на крај си доаѓате дома. Си викаш дали да одмарам или да не, што да правам, чека да дзирнам и во еден момент ја забележувате пеглата како таа ве гледа вас, вие гледате неа. Мора да развиете емотивен однос со работите кои, ако нели не се живи, тие понекога знаат да имаат име. Да ви ја представам мојата пегла. Мојата пегла се вика Персида. И да не мешаме латински финти од типот на Персида, било кон, сида, сида, не сида, не знам што. Конкретни работи. Секоја пегла, особено модерните пегли, имаат ваков звук, односно имаат еден круг, кој уствари е малце сефовски дотеран, да не биде лесно пеглањето и да има финти од типот на ладно пеглање, средно пеглање, топло пеглање и пеглање на специјални материјали. Дозволете. 12, голема буква, еве, мислам се приметува, долна црта, 4, 5, 6. И таа веќе работи. Додека чекаме да се загрее, најчесто е многу квалитетно да имате човек што ќе ја проверува дали е топла или не. А ако немате таков при рака и сте сами дома, се оди кон принцип на подплукнување, ама не смеете да слушате музика, пошто ќе ви го скрши цел филм. Например, стишувате се што е по дома и правите вака. А
Ако има бекап, онакви мали пецкави вратени тонови, иако дими, еве, класично, значи ако сте пиеле кафе уште подобро, бидејќи доаѓа до една ултра добра смеса која ќе прави повеќе дим. Презентација, Персида, биди спремна. Се гледа дека дими. Првата лекција. Втората лекција, која е многу битна и е ултра практична. Се вика, избери го вистинскиот почеток на пеглањето. Не е сеедно со кого се пеглаш прв пат. Така што, првото пеглање мора да биде нежно, мора да биде концептуално средено и мора да биде некоја пастелна боја, некоја, мојата омилена е окер. Пристапуваме кон земање на окер бојата. Некои викаат дека се пеглало без закачалка. Тоа е класична грешка и по тоа ќе фатите кој е пеглач, а кој се фали дека пегла. Вистинските пеглачи, секогаш со закачалка. Тоа е овој дел овде, за да не ве збунам да не дојде нешто нагло, бидејќи ова е емисија оди за американскиот пазар. Ја поставуваме. Ниедно пеглање, ова најсериозно сигурно сте го виделе вашето во детството, имате видено баба, мајка, тетка, не знам кој ви ги пегла стварите, ама ниедно пеглање не е саглом без цигара. Бујрум, човекот за упалјач ми е денес тука. Муабетов ми е дека овој луксус, не за пеглањето, него овој луксус со цигарава го нема сегде, тоа е придобивка на новото време. Интернет, технологии, револуции, дефокусира пепелјарата, фрли концентрација на пеглањето. Значи, никогаш не пегламе наопаку. Секогаш се трудите да го пеглате оној дел кој ќе биде свртен кон јавноста, оној кој ќе биде транспарентен, оној кој сакате да го покажете. Се оди, сега некои пегли имаат, некои немаат. Сакам да ви објаснам за третата најбитна работа кога е пеглање во прашање, е ако пеглата е добра и модерна, има компас. Многу е битно да почнете да пеглате од североисток кон југозапад. Значи, североисток, југозапад. Океј. И се прават мали, нежни, па не баш кружни, тука може да бидете креативни. Например, тука е делот кај што најчесто во комедии тука им звони телефон и по грешка човекот што пегла, тоа нема да го правиме ние, пошто ние сме малце поскап проект. И на крај ја забораваш пеглата и искача дека си изгорел кошулата, така? Која те изгоре, мајстор? Гледај доле. Бачко, само преку voice-over комуницирам. Ај нека кажи истото он. Кошулата, вало, ќе изгоре кошулата, бе. Точно е дека изгорена. Арно, ама кога веќе ја горите кошулата, тогаш бидете креативни. Немој глупо да изгорите овде и не знам овде. Тоа нема логика. Погледни го ова дело. Еве и кажи дека ова кошула не е фраерски изгорена. Брифинг, пеглање, како да станете успешен пеглач или квалитетна пеглачка. Таа експертиза денес ја продолжуваме со следниот потек. Не секогаш она што сте го испланирале излегува такво како што е, нели, зацртано во планот. Најчесто моја персида добива која ја не сум, кога најмногу треба, таа има добиено. Сега само што ми кажа, да не се расплинуем на темата, персидче, ти си на рад, одиме на алтернативно пеглање. Алтернативни начини за пеглање кога вашата пегла не ќе да работи. Не сте платили струја, има добиено, ред други причини, ја рентате пеглата. Има и такви случаи во југоисточна Австралија, се има случајно да човек стане мултимилионер со рентање на пеглата, но за тоа друг пат. Кошулата испеглана. Алтернативно, ќе го замолам алтернативниот уред за пеглање. Не, ми треба, слободно. Некои го викаат, некои не го викаат, а сите треба да го употребуваат. Зошто?
Затоа што се работи за овој најестетски и најхигиенски начин на отварање на нов уред за алтернативно пеглање, се вика вака. Знам дека малце по-возрастните другарки, така наречени баби, во моментов ќе вриснат и ќе мислат дека друго нешто ќе правиме. Не е така. Слободно правите исто така распоред за повеќе работни места, бидејќи човекот што се грижи за хигиена и он треба нешто да работи, така. Во овој дел ја гасите цигарата. Зимате, на пример, панталона. Секоја панталона не се пегла како ќе ви текне. Многу е битно, па добро, затоа има и вакви проекти. Ние кркаме субвенции директно од нас, ама тоа е друг муабет. И пеглате од оздола нагоре, за да паѓаат панталоните да лежат, да спијат, не знам како ги вика вашиот сленг. Например, панталона пеглана нагоре, стои како на звонче. Никој не ќе да биде звонче. Следете го моментот. Треба јако да се стегне малце. Пожелно е да некој слушалки, нешто такво електронско да има во джеп. Многу добро, приметувате дека се задишувам. А по 25 склека правам секоја стабајле кој ќе станам. Значи, ева, вака. Мислите дека случајно ми паднала, така? Глеј го сега потегот. Од една алтернативна пеглачка состојба, одиме во друга. Тропна, тропањето е вибрација, вибрацијата се пренесува, пренесувањето значи комшии. Ако имате некој дебел комшија, алтернативно, немате ваков уред, тропате неколку пати, паѓате, не знам, клавир, не знам што, звони комшијата, му отвараш врата, комши, шо вака крупен, да си жив и здрав. Комши, знаеш што треба да направиш? А можда и ете така, убаво, со задниот образ, мрдеј. Така е, брат, така е. Евентуално, тука се раскажуваат неколку вицови, например. Јако. Ова се вика пеглање со, омекнувач, не навака, натаму, така е. Фрлај го, струењето да оди. И исто многу битно е, за правецот им кажав, за тежината се над 120 кила е окей. Одлично. Алтернативни начини на пеглање. Во тој сектор сме. Некои викаат, ајде добро, директно ќе ви кажам. Ова е препорака од баба Нада. Знаете дека таа е еколошки настроена жена која што се појавува телевизиски на еден малце поситен медиум, тоа се кабловски, терестријални, не знам што. И удредот кој што баба Нада ни го кажа како добар кон природата, ќе се појави во вашиот кадар веднаш. Станува збор, јас го викам Борче, вие може како сакате да се го викате. Се чува у подрум, се чува у дворче. Арно, ама Борче, најчесто, сите кога сме мали, сакаме да бидеме пилот или сакаме да бидеме молер. Девојчињата сакаат секогаш да бидат молери, бидејќи тие после фарбаат некои други работи кои што не се за оваа емисија. Со овој уред, ајде, да видам, ти згодно девојче што гледаш од преска и не се смееш, која кошула сега? Добро, сублиминарно јас ја добијам оваа порака и викам, ќе пегламе пижами. Секако, зборевме за позиционирање, мора да биде во соработка со земјината тежа. Многу е битно, самата планета да ви помага да паѓаат надоле работите. Многу откачено би било нагоре да пегла човек, ама за тоа во некоја друга прилика, во некоја друга студија. Самиот начин на пеглање, ова се вика внатрешно пеглање. За да нема ефект на она лоша ивица. Не знам дали сте добри кон мувите, кон инсектите, но порано ги вика инсектокилер, луѓето кои толку јако го пукаа шпицот на ова панталона, не знам што беа лоши кон еколошки настроената убава природа. Алтернативен начин на внатрешно пеглање. Како? Многу лесно. Внатре. Многу е битно да не гледате што пеглате, за да изненадувањето си биде окей. Во секој правец е битно, овде нема исто правило, демек колку пати нагоре, толку пати надоле.
одите по систем на водење љубов, на општење, на смошеј. Не знам како си го викате тој елемент од вашето живење, значи изненадете се самите себе. Во моментот, ова е малце навлажнет уред кој што јас само ќе го префрлам кај мојот човек за подавање работи, човеку за подавање работи. Респект. Океј. Доаѓаме до еден момент кој сте го гледале сите. Значи, го одложувам пегланиот момент и одам кон оваа боја некако стои. Оваа боја исто кога ќе се подзапотите, за да видите како ќе изгледате у диско клуб. Не знам, излегувате у град, сигурно луѓе сме, некојаш е напнато, некојаш не е напнато. Најубаво е пред да испеглате кошулата да проверите како се поти. Не вие во неа, таа сама како се поти. Еве пример. Значи, одите на прскање, без претерување, се што е премногу е непрепорачливо. Сакав да кажам, кога се претерува со прскање, може да се направи мала микроклима. Да направите облак дома. И тој облак, точно кога ќе биде најбитно, кога ќе треба да бидете најфраер, да загрми и да направи погрешен брейнсторминг. Што значи брейнсторминг? Во катчето на нашата интернет страна. Еве го, значи, ова е моделот, ова сте вие после 2,5 саат во диско, клуб, ресторан, шанк, скала, кревет, акција, хациенда, клупа во парк. Ова е вашата испотена кошула или, нели, намерно измокрена. Ја тргаме на страна. Алтернативен начин на пеглање следен. Сигурно имате дедо и зашто само баба Нада, која може и дедо Миле, да каже нешто паметно. Што е тоа паметно? Секогаш дедо Миле, кога ќе заглавеше и немаше време да ја замоли баба Нада да испегла работата, тој пристапува кон откритија од снаоѓачки вид. Еве зашто се работи. Ова е количина која не е случајно избрана да е ваква. Се ставаат 2,5 третини од шишето. Прават само момент да се проверува обавезно дали е брендот ист со она што го пишува внатре и дали е јака или не јака. Ја ќе ви кажам. Оу, гадно. Чекај да ви кажам, не е ова гадно, не се буни, војс. Искрено. Нека не џапам водка, ама добра водка. Океј. Го земаме овој, не. Ова се пегла во друга прилика, ќе ви кажам како. Ова во странство се пегла. Ја земаме, на пример, ова феноменално издизајнирана штрафтаста пругаста кошула. Што би рекол дедо Миле, позиционирањето е најбитно. Ке пазите овде колковите, на пример, да ви се на 1,4 педа од кошулата која ќе пеглате, оти која ќе мрдате, мора да биде континуирано мрдањето и да има еден ритам кој ќе биде само ваш. Значи, не препишувајте од други. За подобро да се погледне ова, ја позиционираме фино. Дури некои забегуваат, па и вака прават. Демек, тука за да не се гужваат ракавите. Не го правете тоа од прва, бидејќи нема да ви успее. Еве го. Чекај да пробам. Ова го пробавме, шо е како е? Не знам. Стара руска. Океј. Не салата, девојче. Веднаш напушти ја просторијата од прееската, гледам дека врската нема муавет. Цело друштво и друг филм. Океј. Стара руска. Поговорка. Полукружни, цилиндрични потези кои ќе одат полека, но сигурно кон горните делови. Зошто е ова многу битно? Дедо Миле вика дека притисокот е пресуден. Значи, ако е прејак, кошулата е лом. Ако е преслаб, треба да е преслаб, но тоа со тек на време. Значи, на секои 5 вакви мрдања имате по 2 голтки
Ќе видите како се забрзува ритамот, сега ќе ви покажам. 2. 3, ама не е битно 2. Пак одиме со 4 напред. 2, 3, 4. Си пивнуете 2 голки. На кај е камерата? Тамо. Ако брзо ве фаќа, и сте ужасно лош глумец, пошто не ви е тоа работа да видите пијан демек, и се правите дека водката е супер, и ги кажувате сите работи што не треба да ги кажувате, тогаш сте за пеглање. Тоа е. Се вика екстазно пеглање, се случува 2 пати годишно, еднаш летно време, еднаш зимно време. Продолжуваме понатаму. 4 нагоре. Добре да имате човек за броење, али ако нема човек за броење, си бркате вие работа. Јас имам voiceover, он ќе брои. Број. 1, 2, 3, 4. Опа, ете го. Точняк! И без доматски жити се. Ете така. Пак 2 голтки. Плюс ова не е правено на компјутер. Лом се направи за оваа емисија посебен хонорар, а и вие, пошто го гледате ова. Проверувам само персида да не сум оставило функција да не троши струја џабе, пошто така го ширите кругот на пријатели кај извршителите, нели? Океј. Работата е завршена. Кошулата е испеглана, персида е исклучена, а вие мислам дека е време за или палење цигара, или тоа нешто попаметно што го правите, но не се оддалечувајте, следи, како да кажам, завршниот збор при пегларството како појава на планетава. Епа, здраво живо. Сигурен сум дека приметувате, се наоѓаме во мојата малце потајна просторија. Се работи за полукомерцијален подрум. А зошто? Сигурен сум дека веќе ви е јасно. Многу од вас знам дека сте способни да направите една постапка која се вика перење пари. Така е, на вашиот екран веќе гледате едни испрани примероци, кои по основ на професионализам сега ќе ви презентирам една даска која е професионална, се користи за разни работи. Арно, ама измислена е за да биде подложка на пеглањето, односно да даде една особина, една основа, за да нема мрдање објектот кој го пеглате. Да ви пообјаснам неколку основни работи или она што се однесува на мојата маска. Оваа маска сигурно сте ја гледале по многу филмови. Оригинално измислена во Битола, 1835 година. Таму, најчесто, порано луѓето ја трошеле за да се одвикнат од чепкање нос. Например, со неа не може никако да си го изчистите носот рачно. Исто важи за малце помодерни времења, кога луѓето прекинале да жвакаат тутун и да го одгледуваат како бизнис. Цигара со маскава пушење никако. Ќе ви покажам во моето профи катче зошто сум единствениот кој го наследи големиот рецепт од старите македонски предци. Знаете ли кај нас постои рецепт за пеглање книжни хартиени пари, тоа секој го може. Но ние македонците знаеме како се пеглаат железни пари, тоест монети. Прво се врти од онаа страна која што е со најчесто животно, фикус, цвеќиња и мотиви од природата. Многу нежно, само малце, морам да ја наелектризирам пеглата и во ова се состои главната финта. Значи, се земаат 2 пегли, се прави малце космички електрицитет, не смеете да претерате, и ја пипкате оваа пегла, а оваа го бркат главниот момент. Стојат вака. Стојат 3 секунди и ја тргате нагло и наизменично. Многу, само момент, да ја наелектризирам, ако сте на самата граница. И малце вие Ете.
Така се пеглаат уши, но ова никако да го пробувате насамо и никако да го пробувате воопшто во било која варијанта. Еден од сегментите на професионално спремен пеглач е да знае да испегла хула хопка. Знам дека многу од вас не веруваат и знам дека, например, хула хопка пеглање демек било бесцелно и неверојатно. Кога сме кај неверојатни работи, да ви покажам, исто на филмови викаат дека ова е неверојатно. Ќе ви најавам 3 вида на, уствари има еден вид индијанка, има еден вид еклер и имате еден вид падобранка. Знаете што е падобранка? Само момент. Да, луѓе викаат дека ова не може да се случи, но може. Точно е дека јас ќе бидам понатаму без гаки, но не се соблазнувајте. Овој вид на гаки конкретно се користи ако имате кабриолет, може да кочите со нив, да не ги трошите кочниците. Или, евентуално на водно, параглайдер, параглайдинг, глайдинг, како сакате, може многу креативно да ви се најдат. Значи, нив знам дека знаете како се пеглаат, се враќам на хула хопка. Неверојатно, но вистинито. Ќе оставам малце кешот на страна. Хула хопката мора да биде, нели, освен позиционирање, мора да биде транспарентно, односно во секој момент да знаете, например, кој знак е ова. Кој знак е ова? Дали ова ви личи на нешто? И на што? Овој вид на прашања може слободно да ги спакувате како одговор на мејл и да ни ги пратите, ќе има каде како што, ќе ви се појави на самиот монитор. Значи, кога пегламе хула хопки, не ги пегламе вообичаено со пегла. Ги пегламе со еден специјален уред, кој многу жени погрешно го употребуваат. Се работи за, веројатно, грешка во комерцијалната презентација, во кампања. Некој во Америка почнал да пегла коса. Точно е дека може да се биде креативен, но ова е уствари пегла за чорапи. И тоа се пеглаат дупло. Презентирам. Прво малку се загрева и мислите на само романтични работи, додека практично пеглата сама си го прави своето. Го поместувате, зависно од тоа каде сакате да биде линијата на вашите хопки. И веднаш ќе приметите, партнерот не може да не изреагира на испеглана хула хопка. На крајот секоја жена изгледа фантастично, многу поубаво и попривлечно со пеглани хула хопки, отколку да бидат згужвани. Ќе ви покажам што може професионален пеглач, но ве молам ова не го пробувајте дома. Се работи за чудо на природата или антигравитационо профи пеглање. Вака. Се дигаат двете пегли одеднаш. Да не ви раскажувам. Ќе пробам. Ова се прави еднаш. Гледате. Можно е. И на видео ми изгледа многу лесно. Може да ве зезне леснотијата на гледањето, но нема да паѓате на таа пропаганда. Ова никако не го пробувајте дома. Ова е само за трошење на пеглачки калории. Како да станете експерт по пеглање и заработите некој денар. Во денешно време се цени идејата. Идејата е пари, идејата е добра ноќ, ако е добра. Што е добра идеја? Добра идеја значи, ајде да скратам и да ви раскажам што ми текна за субвенции. Сите знаеме дека постојат марамици или марамчиња од сув карактер и мокри марамчиња. Мене ми текна да мокрите марамчиња, тоа се овие овде, се извинувам, избрзав, но тоа не е страшно, наши сме, сепак, нели, ќе ми простите. Пеглите прво се ставаат во функција и се ротираат од лево на десно и се пукаат на најако. Веќе поумните од вас или оние малце покреативно размислувачки гледачи насетуваат за што се работи. И така е. Не е баш така, али да, така е. Земате една мокра марамица, додека двете пегли се греат истовремено. Тоа е многу битно, бидејќи не ни требаат различно загрејани. Убаво, мора да сте искусни, ова многу лесно изгледа вака на телевизија, но сепак ќе речам, се си има своја наука. Значи,
Ова, добро, повеќе скандинавските земји го прават ова од типот на, знаеш дека таму се побитни некои други работи, така што ова е таму бизнес. Мократа марамица се лепи убаво за даската, професионалната пеглачка површина и значи со десната пегла го пеглате левиот како да речем полуквадрат, а со ова лева пегла го пеглате десниот. Ево вака. Ова е многу битно да настапат двете пегли одеднаш. Малку се стиска, се кјути, се мисли нешто за политика и се враќате назад. Нема на лоша политика, помислив и ете се залепи пеглата. Значи, оваа постапка се повторува се додека марамчето не биде комплетно суво. Кога ќе биде комплетно суво, го мислам креативни бидете, може триаголник, може да биде квадрат, може да биде спонтано стуткана салфета. Јас најчесто го користам триаголникот. Што би рекла баба Нада, еколошки е правилен. И се ставаат во купче со останати суви марамчиња. Околу трафика најчесто има вакви, обично ги фрлаат луѓе и никако да го погодат вистинското место, што па е добро од друга страна за вакви субвенционери како нас. Ете. Навидум, обичен бизнис, но за 85 години, ако дневно сушите по 54.000 марамчиња, вие сте милионер. И нема потреба веќе понатаму да разговарам. Ги ставам пеглите надвор од функција и гордо сакам да ви испрезентирам како пегла или пеглање може да се користи во кујна. Повторно здраво, само да ви препорачам и да ви укажам цело внимание, фрлајте го навака. Пеглање може да биде употребено и во кујна. Знам дека многу од вас се чудат, некој не чул, некој чул, некој одамна го употребува својата пегла за прехрамбени ситуации, акции и слично. Секоја даска за пеглање има една, како да речем, има една мала постапка која е направена токму за оваа наша перипетија, односно се користи за држач на леп. Некои ставаат пегла таму, но тоа е на своја рака. Ќе пробам да ви го покажам наједноставниот рецепт. Значи, само момент, за да не паѓа, нешто да мислам се да биде под контрола. Кога станува збор за дупло пеглање, сега веќе ова е за малце поискусни пеглачи. Ова е за луѓе кои пеглаат одамна и практично го прават махинално она што го викаме со една рака, затоа овде има две пегли. Да ве запознам, веќе ја знаете, нели? Персида, ова е сестра и Симонида. Персида и Симонида, ја така си ги викам пегливе, вие може да си одите на некоја друга варијанта. На самиот старт ги Перса и Сима ги активираме до максимум. Значи, пукаме што се вика до даска. За овој следен рецепт потребни ни се лепна парчиња и тоа ролован, зошто знаат оние што знаат. Две пегли, едно зајаче кое е конструирано од неколку кашкавалчиња и саламки. Ова е мојот рецепт, вие може да си користите и други финти. Битно е, кога го правите сендвичот, значи да биде парен број на лепчиња. Значи не може да направите тост со 3 лепчиња. Практично може, ама не е филмот таков. Јас ќе пробам да видам 1, 2, 3, 14, 15 луѓе ми се во екипа, значи правам 2 сендвича. Другарски. Ете така. Проверуваме. Одлично. И позиционирам и Перса и Симона. Внимавајте, гледате, јас сум професионален, па некако се испоизгорев, а се правам дека ништо се е во ред. Значи ова никако да не го пробувате дома. Ева вака. Ги подпирате практично една на друга. Значи за двата сендвича ни требаат малку кашкавал, малку салама и сето она што го гледате овде. Обавезно 2 пегли. Презентирам. Прво,
нели, ги позиционирате лепчињата, ставате моцекаш кавал, ќе ги направам двете онака и ги ставате ушите од зајакот, тоа е многу битно, бидејќи, еве вака, за да биде интересно. Колку е вкусно, многу ми е жал дека не е напредната технологија да можете да мириснете. Веќе убаво мириса, а се уште не сум почнал да го правам сендвичот. Ево го. Битно е да пеглата која ја познавате повеќе, онаа која може да се потпрете во неа во секое време, е одоздола. Се работи за троен проект, се разбираме. Стандардната пегла е веќе загреана, затоплена, а онаа која е нова, сестра, нешто доколу, комшилук и не секојдневна, се става дозгора. Главниот филм е во средина. Прво, 15,5 секунди хоризонтално, 8,5 секунди вертикално, но внимавајте, ако сте армоникаш, ако одите по такви некои тапа филмови од фолк музика, може да се опуштите, да се внесете и да почнете да свирите и тука гине сендвичот. Вие сте си расположени, ама јадење никако. Значи, со благо притискање, неколку пати, обавезно се прави непарен број пати, значи, непарен би му дошло 6, 5, евеки. Се завршува кај персида. Приметувате дека креивите се многу вкусно испечени, што би рекол некој од моите колешки, и во континуитет едно 15 пати. Овие сендвичи се конзумираат топли и се конзумираат првите 11 дена кога ќе ги подготвите. 12-тиот ден веќе се во друга категорија, се вика друг вид на храна. Веќе приметувате или насетувате дека најчесто се пеглаат лепчиња, се пеглаат виршли, некој вика дека можел да испегла и неколку колбаси, но јас го немам уште пробано тоа. Битно е да кога нели ја подготвувате или кога пеглата ќе влезе во кујната, битно е да се знае што се прави. Го молам невидливиот асистент да ми ја подаде. Благодарам. Значи, одиме на стандарден балкански појадок. Британците го викаат англиски, арно, ама кој колку појадува. Значи, прво ќе ви презентирам како може на брзинка да спремите хот дог за вашата девојка без многу драмење и галамење. Пеглата лева или еден и пеглата десна или два се цело време вклучени. Струјата треба да е наизменична. Слушнете го овој звук. Веќе убаво мириса. Овде не вреди да се претерува и се прават благи бранувања. Значи, бранувате во правец кон публиката назад. Почна да крцка. Се разбира дека... Само момент. Доброто кај овој вид на исхрана е што автоматски ем се пече виршлото или колбасот, ем го отстранувате оној слој, некои го викаат фолија, она што не е за јадење. Така што доаѓате до она сршта, односно она што треба. Еве го. И сега ова може да се јаде со лева, може да се јаде со десна, може да јадете во друштво, може да го ставите у некој хот дог, сенф, павлака, натаму едно море од предлози и едно море од креативни решенија. Веднаш преоѓам кон следниот рецепт. Значи, фраери и фраерки, нагло го отстранувате најлонот со брз потек од доле нагоре. Ке ни треба за после, виршлата е во вашата десна рака. Пегла 1, пегла 2. Стандардна пегла, традиционално присатна, се поставува во хоризонтална линија и се поставува најчесто со лева рака. Ова е практично брз курс како да спремите виршла, колбас или некој суџук за оние кои ве изненадели, сакате се ненајавени гости, многу ви се блиски и драги и сакате да ги почестите нешто квалитетно. Виршлата се позиционира на средина, а причините не треба да ги кажувам. Она што мислам, нели, правецот си е правец. Пеглата број 2 или онаа пегла која оди во десната рака е секогаш одозгора и прави хоризонтални бранувања. По точка на XY таа мрда напред-назад кон екранот.
Еве, забележувате, приметувате, јас ќе пробам, обично, знае да летне и на друго место, сакав веднаш да пристапам кон незиното друштво. Знаете дека секој колбас, виршла, колбасица, а и суџук, оди во добра околина, во добро друштво. Најчесто на колбасот друштво му прават 2 јајца. Секогаш е парен бројот на јајца и сега ќе ве замолам, значи, за внимание. Ова е битно, ова навидом изгледа многу едноставно, но и многу појаки фраери од мене имаат паднато на овој тест. Значи, на левиот дел од масата, од работната површина, ги поставуваме двете пегли. Не го правете ова дома, ова е многу комплициран потек, дури и мене не ми успева секогаш. Но добро, се работи за искуство. Двете пегли ги правиме како во позиција на мал тостер. Или гледано од птичја перспектива, тоа се два чамци кои се потпираат еден на друг. Само дозволете ми. Ја премачкувам пеглата со малце масло од виршлата. Ова не е добро да го правите во овој правец, вака, бидејќи така не ја фаќа цела површина. Најдобро е, значи, како да делите карти кога играте бридж, табланет, нешто. Откако го намастивме, односно го масливме, го излубрициравме, нашиот активен тостер, пегла тостер, тостер пегла, тоа е веќе стварно договор. Ви треба опасно јака, тврда, убава површина. Јас ќе го искористам овој дел и спржам едно јајце, бидејќи нема потреба, знаете дека парен број на јајца се прави секогаш. И има една финта која ја научив во Гетеборг. Тамо бев во војска. Југославија, ама тоа се други муабети. И откако, значи, жолчката ја издвојувате. Ја ставате вака, за да не ви пречи. Ова не го пробувате дома, бидејќи ова е тежок професионализам. И едноставно ја фрлате на едната пегла. Мора да се фрла многу елегантно. Еве го, потегот. За да камерата ќе забележи она што е вишок од жолчката, или ова се, швеѓани се имаат измислено, бидејќи содржи малце повеќе холестерол, вишокот од жолчка оди на вашата даска за пеглање, а она што е здраво од јајцето останува од озгора. Еве, како тоа изгледа, кога осеќате дали сакате тврдо јајце, меко јајце, полумеко јајце. Самото ви кажува кога е готово. Повелете на тазе балкански појадок и правете интересни и досетливи работи. Сите ваши рецепти може слободно да ги пратите на мејл.